Здруженијето на просветни работници Куманово денеска ги прогласи 30-те првенци на генерацијата во учебната 2024-2025 година од основните и средните училишта од Куманово. Дипломи и награди за вложениот труд и постигнатиот успех на најдобрите основци и средношколци им беа доделени на свечена манифестација во Занаетчискиот дом. Образованието е триаголник помеѓу наставник, учител и родител, кој доколку функционира често дава остри умови, дава правилни патишта и многу ретко тапи агли, истакна председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска во своето обраќање пред присутните. На првенците на генерацијата им посака уште поголеми успеси во понатамошното образование и живот, порачувајќи им да не се откажуваат од тешкиот и трнлив пат што им предстои. Денеска е тој ден кога на вашите родители им се реализираат соништата и се горди на вас. Вториот чинител на магичниот триаголник е наставникот. Прво учителката, учителот, потоа наставниците во основното и во средното образование. Тие преку вас се реализираат како вистински професионалци. Знаете ли што значи да добиеш ученик и да работиш со ученик кој е како плодна почва, кој семе да насеш, процветува и дава преубави плодови. Знаете ли што значи за еден наставник ученик кој го сака неговиот предмет и е спремен ученикот да го води низ лавиринт на науката и уметноста? Вие не сте обични петки, вие сте оние петки кои се резултат на многу непреспиени ноќи, кои се резултат на многу откажување, а многу ветување и многу остварување. Вие сте резултат и на многу пропуштени забави кои ги имат најверојатно вашите соученици. Меѓутоа, сето тоа ќе видите дека во животот многу вреди. Триаголникот го исполнивме и сега да ви кажам што значите вие за општина Куманово. Што значите за мене како председателка, за градоначалникот, што значи за Советот, што значите за Советот и за иднината на Куманово. Чекорите во еден многу брз свет и ние со вас. Каде што животната средина, каде што технологијата, каде што психологијата на човекот многу брзо, економијата, толку многу брзо се менува што ние веќе по возрастните генерации не можеме да ги следиме во чекор. Затоа сте вие тука, затоа мислам дека од вас во иднина ќе произлезат и идни научници, и идни председатели на совет, и идни градоначалници, затоа што тоа не е лесна работа, напротив е многу одговорна и тешка работа, да водиш една општина, еден град. Од вас ќе произлезат идни доктори, музичари, видов прекрасен талент. Од вас, деца драги, ќе произлезе иднината на Куманово. Ве гледам, драги мои првенци на генерација, и се радувам. Тоа е восклик на душата за вашата радост и радоста на вашите семејства. Тука се вашите родители, одделенски раководители, претпоставувам учители, директори, кои што биле дел од вашиот пат до првиот врв. И ви посакувам безброј врвови под ова исто сонце. Верувам во вас, како што и тие верувале во вас досега. И ви велам, верувајте и вие во себе. Вложувајќи во себе секојдневно, надградувајте се, бидејќи знаете, учењето, вештините, сите ваши таленти, тоа се работите кои што никој не може да ви ги одземе, никогаш. Учењето е доживотно и творењето, знаењето и вештините се најголемото богатство. Вие тоа богатство може да го споделите со другите за да им го осветлите патот и да го направите вашето соседство и нашиот град подобро место за живење. Во име на наградените ученици се заблагодари Стефанија Мартиновска, првенец на генерацијата од Средното општинско училиште Перо Наков. Најнапред, од се срце им се заблагодарувам на нашите професори, нашите водачи, нашите инспиратори, вие кои не учевте да размислуваме, да прашуваме, да се сомневаме и да истражуваме. Со трпение, разбирање не научивте што значи да си упорен и одговорен. Нашата светлина, која ни го покажува патот по кој да чекориме. И кога не верувавме, вие бевте потпора и глас, кој тивко ни велеше дека можеме да успееме и да не застануваме.
Јас сум Кјара Ристич од првенецна генерација од основното училиште Толе Зордомис. Ова признание се темели на многу труд, на многу надпревари и на голема поддршка од моето семејство и моите професори. И имам голема чест што ова признание оди кај мене. Моето образование го продолжувам во гимназијата Гоце Делчев во природно-математичко подрачје. Јас сум Лела Пандиловска, доаѓам од училиштето во Караѓиќ и сум прогласена за ученик на генерација. Ова титула ја добивам како резултат на различни учества на различни надпревари и се разбира ова титула не е само моја, туку е и резултат на голема поддршка од професорите и семејството. Своето образование сакам да го продолжам во гимназијата Гоце Делчев на природно-математички смер. Јас сум Софија Митевска, јас сум од Христијан Карпаш Куманово. Јас сум ученик на генерација и сум многу среќна што ја добив оваа награда. Јас многу сум благодарна на мојот класен и на моите професори што ми помогнаа да стигнам до тука. И да, ќе ми фалат многу. Јас сум била скрособницна сите 4 години, сум одела на надпревари по англиски јазик, по хемија, по физика, по биологија, по природни науки и многу други, по географија. И така сум стигнала и до државен надпревар по англиски и да, многу сум среќна. Јас сум Мила Митровска, доаѓам од Основното училиште Магдалена Антова. Оваа награда се должи на мојот посветен труд и времето што го оделив за оваа награда и така. Сум учествувала на ликовни, литературни надпревари по географија, по хемија, по англиски и по многу други предмети. Моите наставници секогаш беа тука со мене, ме поддржуваа, ми даваа насоки на кои треба да се определам и едноставно со нив, без нив немаше да постигнам она што сум денеска. Ќе продолжам во средното училиште Гоце Делчев, во струката ОХА и едноставно многу сум возбудена за се она што ми преполага животот. Прогласувањето на најдобрите основци и средношколци од Куманово беше проследено со културно-уметничка програма. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и директорот на јавното претпријатие Државни патишта Коце Трајановски денеска го пуштија во употреба патот од Клечовце до Белјаковце. За реконструкција на оваа делница од регионалниот пат Белјаковце-Клечовце издвоени се околу 30 милиони денари. Годинава за општина Куманово вкупно се планирани 85 милиони денари за рехабилитација на неколку патни правци. Денеска сме тука заедно со директорот на јавно претпријатие за државни патишта господинот Коце Трајановски и со мештаните од околните села од поранешна општина Клечовце на увид каде што претходно беше извршена реконструкција на патната траса која што спаѓа во категорија на државни патишта од Клечовце до Белјаковце. Направивме увид, работите се веќе завршени, остануваат уште некои ситни детали. Во оваа прилика сакам да искажам благодарност до менаџерскиот тим на јавно претпријатие за државни патишта и менаџерскиот тим на јавно претпријатие Македонија пат, што наидоа на разбирање на барањето на општина Куманово да се реконструира оваа патна траса, а претходно од нас по апел на граѓаните кои што живеат во овој дел на општина Куманово стигна голем број на барање и апели да се реконструира оваа траса која што претходно беше за жал најголем дел уништена поради изградбата на пругата Куманово-Белјаковци, употреба на тешки возила и машини. Ова е еден добар, позитивен проект, особено за овој дел на општината, кој што е можам да кажам, еден од позапоставените и стопански неразвиени, претежно се занимава со земјоделско производство. Благодарам на граѓаните на разбирањето и на трпението, а секако и општина Куманово и државните институции и владата ќе продолжиме да инвестираме во неразвиените делови на државата, а со тоа и во неразвиените делови на општина Куманово. На моје големо задоволство, еве денеска сме тука, на пуштање во употреба на овој регионален пат, кој што го гради јавното претпријатие државни патишта.
Значи, тука сме заедно со градоначалникот на општина Куманово, господинот Максим Димитриевски, тука и пратеникот по собранието на Република Македонија, Бране Петрушевски, тука е заменик директорот на Македонија ПАТ, исто така и директорот во кабинетот господинот Љузи, исто така тука се и од претставителите на местните заедници на овие населени места. Реков, големо е моето задоволство со оглед на тоа што доаѓајќи наму гледам дека навистина ова е еден прекрасен крај, едно плодно земјиште, блиску до општина. Се направи пругата во Белјаковце и со тоа мислеа луѓето дека запра активностите, меѓутоа еве со овој пат ние сакаме и автопатски да го поврземе овој дел од Куманово. Кој што кажа градоначалникот, ние сега инвестираме и во не само во автопатиштата, туку и во регионалните и локалните патишта, бидејќи факт е дека во Македонија се тие запоставени и една од причините кои што луѓето се иселиле до овие села е претежно поради недобра инфраструктура, патна и железничка инфраструктура, што еве сега е доказ дека тоа се поправа. Ме радува гледајќи дека луѓето се враќаат полека во овие краишта. Значи, овој пат е меѓу Белјаковце и Клечовце, тука и до Езенци, и тука се другите села. И многу е важно што е патот оди на кај Кратово. Значи, ова е практично регионален пат што го поврзува и Куманово со Кратово. Овој пат е во должина од околу 6 километри, значи меѓу овие две населени места. Направен е асфалтниот слој, онаму кај што имало поголеми оштетувања, значи исто така рехабилитиране со тампон, со сите останати технички услови кои што се потребни. Ние како јавно предпријатие државни патишта, врз основа на нашата програма, ова е во програмата за 2025 година, и направен договор со јавното предпријатие Македонија ПАТ. Имаме некаде околу 30 милиони евра, од кои што околу 300 милиони ни се предвидени за реконструкција, рехабилитација и поправка на овие локални патишта. Во општина Куманово не е запоставена општина, напротив, како една од поголемите, да речеме, најголема општина во Република Македонија. Јавното предпријатие оваа година планира да инвестира 85 милиони денари, од кои што веќе 20 милиони денари се потрошени на патот кој што е во Куманово и го поврзува со границата на Република Србија, улицата Никола Карев, таа е веќе завршена. Никола Тесла, се извинувам. Еве го сега овој пат го завршуваме. Ово е во вредност од некаде околу 30 милиони денари и следниот пат кој што ќе го прави Македонија ПАТ оваа година преку јавното предпријатие државни патишта, тоа од Пчиња до Вакав, и со тоа ќе исполниме оваа програма оваа година. Представници од општина Куманово заедно со локалните компании, занаетчи и производители на органска храна и мед деновиве учествуваа на дводневниот настан Храната од општините во општина Аеродром Скопје. Основни цели на саимската манифестација се поддршка на домашното производство, унапредување на економијата и развој на руралниот туризам. Своевремено не тапкаа по рамо и ни велеа дека доколку се потпише преспанскиот договор ќе бидеме рамноправна членка на НАТО и ЕУ. Токму тие кои најмногу не тапкаа, денеска гледаме дека не блокираат, изјави Максим Димитриевски, председател на движењето Знам за наша Македонија. Одговарајќи на новинарски прашања, Димитриевски потсети на, како што рече, бројните рационални отстапувања што Македонија ги направила во минатото, но кои не резултирале со напредок. Нашиот план е јасен, тој е соопштен во јавноста, ставовите уште појасни. Џабе ви е членство во било која меѓународна институција, ако самите себе си се поништувате. Први пред народот, пред државата, а потоа и пред меѓународната заедница. Ги гледате ставовите кои што за жал не се усогласени на релација Брисел-Софија. Ние во моментов разговараме со Брисел, што ќе се случува во иднина. Очигледно дека некој мора во тој процес да попушти, да биде рационален и разумен, но Македонија во минатото правеше многу такви рационални попуштања и отстапувања, и за жал денеска дојдовме тука во ваква ситуација. Своевремено не тапшаа во рамо и ни велеа дека
доколку се потпише Преспанскиот договор, ќе бидеме полноправна членка и на НАТО и на Европската Унија, токму тие кои што најповеќе не тапша, денеска гледаме дека не блокираме. Се случува една голема неправда, која што оваа политичка елита која што ја води државата не смее да дозволи да се отстапи од веќе осогласените ставови во парламентарното мнозинство. Конкурсот за меѓународниот поетски митинг Бдење на Кокински мугри е продолжен за уште една недела, односно ќе трае до 24 јуни годинава, информираат од Друштвото на писатели Куманово. Конкурсот на слободна тема со литературна творба по сопствен избор беше распишан на 16 мај. Инаку 17-тиот меѓународен поетски митинг на Мегалитската обсерваторија Кокино ќе се одржи традиционално на 31 јули летово. Во рамките на проектот Заедно сме посилни преку врсничка едукација до здравје и ненасилство се одржа уште една работилница на тема како да се разберат адолесцентите, препознавање и поддршка во кризни ситуации. Под менторство на професор доктор Софија Георгиевска, 23 мајки и професорки активно учествуваа во дискусијата, споделувајќи лични искуства, согледувања и совети околу емоционалните и психолошките потреби на младите, предизвиците на адолесценцијата, улогата на мајките и училиштето во поддршката на младите во кризни периоди. Разговорот беше отворен, емпатичен и охрабрувачки, со многу практични насоки и взаемна поддршка, информира председателката на Сдруженијето Доверба од Куманово, Дивна Јанкова. Проектот го спроведува Сдруженијето Доверба Куманово со поддршка од екуменска иницијатива Жена од Омиш, Хрватска. Со хороскоп, новиот инстант лос на Државна лотарија до богат фонд на добивки и понуда на 5 премии по 500.000 денари, 10 добивки по 100.000 денари, 15 добивки по 50.000 денари и други помали парични добивки. Најновиот член на семејството на инстант лотаријата на Државна лотарија ги комбинира астрологијата и нумерологијата, па играчите може да уживаат во забавна потрага по истоветни символи и броеви со добитните символи и броеви, кои што се кријат во полето за гребење и да добијат дури 4 добивки на еден лос. Големи парични добивки ги очекуваат граѓаните и со веќе добро познатите инстант лозови Калинка и Златна треска. Ги прашавме кумановци колку често ја предизвикуваат среќата со новите инстант лозови од Државна лотарија. Скоро секој ден ја предизвикувам среќата со Калинка и со Златна треска, не само затоа што Калинка ми е омилена овоше, особено, а во последно време ја предизвикувам среќата со новиот лос хороскоп, што значи дека не ја предизвикувам само среќата, туку и звездите. И можам да кажам дека би се наклонети во последно време. Барем влогот го добивам. Препорачувам на сите да играат. Особено новата да ја пробаат, да го пробаат новиот лос хороскоп. А Калинка и Златна треска постојано се разбира, што тоа е лотарија на Македонија. Таму секогаш се добива. Секоја недела практикувам да ја пробам својата среќа во животот преку овие интересни содржини од лотарија на Македонија. Секако сите постојано ги играм, меѓутоа последно време најповеќе хороскоп. Се надевам дека еден ден ќе станам среќен добитник, затоа што лотарија на Македонија дава многу интересни содржини, многу интересни награди, интересни игри и препорачувам од срце на сите да ја пробаат својата среќа, затоа што во животот никогаш не се знае кога ќе станете добитник. Среќата треба сами да се ја побарате. Инстант лозот Калинка во својата понуда има 7 премии по 700.000 денари, 15 добивки по 70.000 денари и други парични добивки. Инстант лозот Златна треска содржи 5 премии по 585.000 денари, 10 добивки по 100.000 денари, 15 добивки по 50.000 денари и други парични добивки. Државна лотарија како општествено одговорна компанија потсетува на обврската за одговорно учество во игрите на среќа, кои што не се наменети за младите под 18 години.